За предстојниот викенд, Градската библиотека Борка Талески ви ја предлага книгата Джоконда од Лусил Тарнер. Го знаеме како ренесансен генije, иноватор, научник, уметник, како визионер и сликар на Мона Лиза, таинствената Джоконда. Го знаеме како Леонардо да Винчи, Леонардо Фирентинецот, еретикот, касапот и залуденикот. Зора е. Во шталата на дрвена плоча стои морничево суштество, делумно гуштер, делумно куче, делумно петел, скрпено од неколку искасапени животни. Седејќи пред него, момче црта чудовиште. Неговата прва помисла: на луѓето им е потребно да се спасуваат едни од други. Втората: на луѓето им е потребно да се спасуваат од самите себе си. Како осамено дете, Леонардо беше близок само со Лиза Джерардина, девојчето што го следи во работилницата. Бидејќи домашниот учител крена раце од него, очајниот татко го праќа Леонардо во Фиренца да учи занает. Под учителската рака на Верокие, мајстор Вајар, тој почнува да ја гради славата, но успехот бара жртви. Фиренца бара една доза на подчинување која за него е невозможна. Принуден да си замине, Леонардо поминува во служба на харизматичниот жеден за моќ војвода од Милано. Патувањето го враќа кај Лиза и кулминацијата на неговото животно дело, кај портретот што веќе бескрајно долго чека да го наслика. Од блескавиот дворец Медичи па се до мртовечницата во Милано и бојното поле во долината на По, извонредниот роман на Лусил Тарнер живо ја отсликува самотничката борба на Леонардо за да ги убеди другите во својот поглед на светот. За помладата популација, Градската библиотека за предстојниот викенд ја предлага книгата Јади, моли се, уживај од Елизабет Гилберт. Патешествие преполно со духовност, искреност, шарм и желба да се разоткрие себе си во Италија, Индија и Индонезија. Потрага по возвишеноста што наведува да се напушти удобноста на својот дом и да се замине на патување. Ова е прекрасна книга што изобилува со духовност, тага, емоции, но и хумор и забава. Елизабет Гилберт е најдобриот туристички водич кој би го посакале кога би тргнале на едно вакво патување. Таа е мудра, духовита, човечна, спиритуална, срцепарателна, жена што посветува големо внимание на сите битни елементи од животот. Елизабет Гилберт не води на аџелак и од неа блика духовност, искреност и шарм кој произлегува од незината искрена желба да се разоткрие себе си и својот живот, при тоа користејќи стил што ја издвојува од останатите автори на дела од овој жанр. На оваа авторка единствено што можеме е да ја завидуваме поради желбата, посветеноста и истрајноста, искрено и во детали да не поведе на своето патување што неа, а и нас како читатели, ќе не овозможи да се спознаеме себе си и начинот на кој светот функционира околу нас. Никогаш досега немам прочитан оваков авантуристички роман во кој авторот во еден куфер ќе го спакува сиот свој живот и ќе тргне на едно патешествие на кое со задоволство ќе ве поведе и вас. Ке рече за Елизабет Гилберт познатиот Алан Ричман.